Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труд да не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Во оваа емисија зборуваме за нането. Чајот од нане има примена и во кујната како зачин за готвење, за да се намалат гасовите. Го има во повеќе видови на гуми за джвакање и бомбони. Нането е составен дел на многу козметички препарати, зашто ги смирува акните и е идеално средство за нега на кожата. Нането е ароматична билка која потекнува од Азија и регионот околу Медитеранот. Нутритивно е богато со многу витамини и минерали. Исто така е медицински користено како лек за дигестијата и како состојка за заздравување на рани. Иако повеќето луѓе користат мала количина на билки при готвењето, нутритивните бенефиции на нането и другите билки можат многу да придонесат за квалитетот на храната која ја јадете. Има многу видови и варитети на нане, од кои најпознати се пеперминтот и градинарската мента. Воглавно, вкусот на нането е благ и свеж. Сите нутритивни вредности подолу се базирани на 100 грама од билката, што е еднакво на 7 лажици или половина шолја за чај. Како и повеќето билки, нането содржи многу малку калории и е ниско маслена храна. Во него има 48 калории и 0,6 грама масти на 100 грама. Повеќето од калориите доаѓаат од карбохидратни извори, но нането содржи и мало количество на протеини исто така. Нането содржи 2 грама диететски фибри, што е многу важно за интестиналното и кардиоваскуларното здравје. Нутриционистите препорачуваат дневен внес на барем 25 грама фибри. Нането е особено богато со каротени и витамин С. Каротените се нутриенти кои им ја даваат карактеристичната боја на растенијата и со антиоксидантни прекурсори на витаминот А. Најдобро познатиот каротен за човековото здравје е бета-каротенот, кој е многу здрав за очните болести и кардиоваскуларните заболувања. Нането содржи 1620 микрограми каротени. 27 мг на витамин С се наоѓаат во една стандардна порција нане. Витаминот С е најдобро познат по неговите бенефиции за имунолошкиот систем и за растот и за здравувањето на ткивата. Некои студии индицираат дека исто така може да овозможи заштита против некои форми на рак, како колон и ректален канцер. Меѓународниот институт за медицина препорачува 75 до 90 мг дневно за лица постари од 19 години. Нането е исто така добар извор на неколку минерали од есенцијално значење, како магнезиум, бакар, железо, калиум и калциум. Магнезиумот и калциумот се исто така важни минерали за здравјето на коските. Нането обезбедува 60 мг магнезиум и 200 мг калциум во порција од 100 грама. Фосфорот, уште еден минерал кој одржува цврстината на коските, исто така е присутен во оваа билка. Железото е исто така значен минерал за здрава крв. 100 грама од оваа билка содржат 15,6 мг железо, што е речиси доволно за цел ден и ја задоволува дневната потреба од овој минерал. Апсорбцијата на железо е возможена од витаминот С и го прави одлична состојка за здрава исхрана. Свежото нане обезбедува одлично зачинување за различна храна, бидејќи оваа билка додава вкус без натриум, особено е препорачлив ако имате кардиоваскуларна болест или висок крвен притисок. Обидете се да додавате сецкано нане во сосови за печени, црвени меса или обарени зеленчуци како грашок, зелен граф или млади компири.
Исто така има одличен вкус во сирова свежа салата од зеленчук, особено со краставици и домати. Користете го нането и како зачин за освежителните летни пијалоци и овошни десерти. Сушениот пеперминт е освежителен чај и може да помогне да се намалат дигестивните симптоми. Нането е една од најпопуларните билки, позната уште од антички времиња, поради специфичната арома и лековитите својства. Кога ќе се изеде, билката создава освежувачко чувство на сетилото за вкус, непцата и грлото, како и врсеносната празнина кога ќе се вдише мирисот. Ова се должи на присуството на есенцијалното масло ментол. Нането потекнува од Европа, денес се одгледува на секаде низ светот. Успева добро во сенка и има шилести листови со темно-зелена боја и виолетови жили со разрабени маргини и кружни виолетови цветови. Растенијето обично е стерилно, не дава семе и се размножува единствено вегетативно. Преку ширење на ризомите, постојат повеќе од 20 сорти нане. Нането содржи бројни растителни хемиски соединенија кои имаат антиоксидантски, превентивни и лековити својства. Оваа популарна билка не содржи холестерол, но е богата со антиоксиданси и растителни влакна кои помагаат во контролата на нивото на холестеролот во крвта и регулацијата на крвниот притисок. Содржи повеќе есенцијални масла, како што се ментол и ментонацетат, кои действуваат на рецепторите чувствителни на студ во кожата, устата и грлото, што е причината зошто се добива познатата сензација, студена сензација кога нането ќе се изеде, вдише или нанесе на кожата. Есенцијалното масло ментол исто така има аналгетски ограничени анестетски својства, но и помага во облажување на иритациите. Научните истражувања исто така укажуваат на тоа дека есенцијалните масла во нането ги опуштаат мазните мускули во инстентиналните ѕидови, како и престенестите мускули преку блокирање на калциумовите канали на клеточно ниво. Ова својство на нането е причината зошто тоа се користи како антиспазматичен агенс при лекувањето на болките во гастроинтестиналниот тракт. Нането е одличен извор на минерали како што се калиум, калциум, железо, манган и магнезиум. Калиумот е важен дел од клеточните телесните течности и помага при регулација на работата на срцето и крвниот притисок. Манганот и бакарот се важни кофактори за антиоксиданскиот ензим супероксид дисмутаз. Исто така, оваа билка е богата со голем број антиоксидантски витамини, вклучително и витамин А, бета-каротин, витамин С и витамин Е. Листовите од нането исто така содржат голем број важни витамини од Б-комплексот, како што се фолати, рибофламин и пиродоксин. Билката е одличен извор на витамин К. Свежите, како и сушените листови од нане се достапни во продавниците во текот на целата година. Кога сте во можност, купувајте свежо нане, затоа што тоа има подобар квалитет и е побогато со хранливи фитоматерии, витамини и антиоксиданси. Свежото нане треба да има листови со сјајна зелена боја и цврсти стебленца. На нив не треба да има знаци на мувлија и темни или пожолтени делови. Како што е случајот со другите сушени билки, кога купувате сушено нане, доколку сте во можност купувајте органски одледувано нане, затоа што на тој начин ќе бидете сигурни дека на него нема остатоци од пестициди и дека при производството не била користена вештачка радијација за сушење. Свежите листови од нане треба да се чуваат во фрижидер, во најлонска кеса, што се затвора или завиткани во малку навлажната хартиена крпа. Сушеното нане може да се чува со месеци во добро затворен стаклен сад на студено, темно и суво место. Како што напоменавме, есенцијалните масла во нането действуваат на рецепторите чувствителни на студ во кожата, устата и грлото, поради што се јавува сензацијата на ладење при вдишување, јадење или нанесување на кожата. Поради ова својство нането се користи за приготвување лекови, за олеснување на симптомите од кашлици и настинка, како што се сирупи, таблети и инхалатори.
Маслото од нане има аналгетични и ограничени анестетички својства, а ги смирува иритациите. Затоа се користи за приготвување мускулни релаксанти и аналгетици. Исто така се користи во приготвувањето производи за орална хигиена и производи за справување со непријатниот здив, како што се паста за заби, вода за испирање, спреј за уста и јазик, а почесто и како база за вкусна прехранбени производи, најчесто гуми за џвакање и слатки. Како нането се употребува во кујната? Нането треба добро да се измие со вода за да се отстранат евентуалните остатоци од земја или пестициди. За да се задржат аромата и вкусот, обично нането се додава при крајот на рецептите. Еве неколку совети за приготвување. Листовите од нане се користат за приготвување чај. Како база за вкус се користи при приготвување на слатки, сладолед и гуми за џвакање. Заедно со макдоносот, нането се користи за украсување јадења. Нането исто така се користи за приготвување супи и сосови. Свежо исечканите листови од нане се одличен додаток за зелените салати. Зошто е корисен чајот од нане? Чајот од нане корисен при главоболка, несоница, вртоглавица, општа слабост и малаксеност, потење во текот на ноќта, за јакнење на нервите, за намалување на тегобите при менструалниот циклус. Се смета дека со консумирање на 2 до 5 чаши чај од нане дневно може значително да се намали зголемената влакневост кај жените, затоа што чајот од нане го намалува нивото на машки хормони кои кај некои жени предизвикуваат несакани влакна на лицето и градите, особено за време на менопаузата. Ликер од свежо нане за пролетно чистење на организмот. Во тегла со 1 литар јака ракија се ставаат 1 поголема китка свежо нане и половина килограм мед. Добро се промешува, херметички се затвора и се остава да отстои 7 дена на собна температура со повремено промешување. По 7 дена се прецедува и од овој ликер се пијат по 3 ракиени чашки на ден наутро, напладне и навечер. Рецепт со нане за прва помош при труење. 1 кафена лажичка суво иситнето нане се прелева со 100 мл врела зовриена вода. Се остава да отстои 10 минути во поклопен сат, а потоа се прецедува. Од овој чај се пие целото количество пред оброк. Како да подготвите чај од нане за помош при акутно воспаление на грлото? 2 супени лажици диво нане и 2 супени лажици жалфија се прелеваат со 700 мл врела зовриена вода. Се остава да отстои 2 часа, а потоа се прецедува. Со овој чај се врши гаргара и плакнење на устата и на грлото. Чај со нане за помош при болки во желудникот. Се прави мешавина од 2 супени лажици нане, 2 супени лажици кантарион, 2 супени лажици мајчина душица и 2 супени лажици босилек. Целата мешавина се прелева со 700 мл врела зовриена вода. Се остава да отстои 2 часа, потоа се прецедува. Од овој чај се пијат по 200 мл пред оброк. Чај со нане за помош при појава на гадење и киселини во желудникот. Се прави мешавина од 1 супена лажица нане, 1 супена лажица листо од древ и 1 супена лажица лист од коприва. Целата мешавина се прелева со 700 мл врела зовриена вода. Се остава да отстои 2 часа, а потоа се прецедува. Од овој чај се пијат по 200 мл пред оброк. Терапијата трае 5 дена. Чај од нане за помош при акутно воспаление на тенкото црево. Се прави мешавина од 2 супени лажици нане, 1 супена лажица лист од орев и 1 супена лажица кантарион. Целата мешавина се прелева со 700 мл врела зовриена вода. Се остава да отстои 2 часа, а потоа се прецедува.
Од овој чај се пијат по 100 мл по потреба. Чај со нане за помош при тврда столица. Се прави мешавина од 1 супена лажица нане, 1 супена лажица жалфија и 1 супена лажица црвен кантарион и 1 супена лажица коприва. Се остава попарено да одстои 2 часа, а потоа се прецедува. Од овој чај се пијат по 200 мл 3 пати на ден. Како да направите чај против хемороиди? Се прави мешавина од 1 супена лажица нане, 1 супена лажица жалфија, 1 супена лажица црвен кантарион и 1 супена лажица коприва. Целата мешавина се прелева со 700 мл врела зовриена вода. Се остава да одстои 2 часа, а потоа се прецедува. Од овој чај се пијат по 200 мл по јадење. Чај со нане за регулирање на нивото на масноти во крвта и против болки во зглобовите и коските. Се прави мешавина од 14 ливчиња суво или свежо нане, 1 супена лажица суви листови од кипарис и 1 лимон со кора, исечка на ситни парчиња. Целата мешавина се прелева со 1,6 литри лада вода, се остава да одстои во текот на ноќта, а наутро се прецедува. Билките и лимонот се истискуваат преку газа за да излезе целата течност од нив, а потоа се фрлаат. Добиената течност се собира во шише. Од оваа течност се пие по 1 филџан 3 пати на ден. Како да подготвите чај за опуштање? Нането од секогаш се користело за лекување на настинки, во тоа е многу успешно, но ефикасно е и за смирување и за зајакнување на нервите. Комбинирано со розмаринот и маточината ја зголемува психичката отпорност и ја лекува емотивната нестабилност. Чајот се подготвува така што се меша истата количина на овие 3 билки и 1 лажица од оваа мешавина, се попарува со 1 шолја зовриена вода и се остава да поседи 10 минути. Се пија 3 шолји дневно, најдобро пред јадење. Еви еден рецепт против диареја и болести на органите за варење. Се прави мешавина од нане и камилица во еднаков сооднос. 3 големи лажици од оваа мешавина се попарува со половина литар зовриена вода и се остава да поседи 2 часа, па потоа се прецедува чајот. Овој чај може да го пијат и децата. Против мигрена. 5 капки етерично масло од нане на капете на коцка шеќер. Ова ефикасно делува против вртоглавица, мигрена, главоболка и мачнини. Нането, освен како лекови чај, се користи како зачин за различни јадења, посебно за јадења со месо и месо од дивеч. Против несоница. Во 60 грама хмелј додадете 20 грама нане и исто толку маточина. Измешајте го сето ова, па од ова мешавина земете 3 големи лажици и попарете ги со половина литар зовриена вода. Поклопете го и после 2 часа процедете го и пијте го чајот голтка по голтка. Исто така ефикасно ако се измеша по 10 грама нане и валеријана. И оваа мешавина да се попари со 2,5 децилитри зовриена вода, да се пие пред спиење. Како да подготвите чај за регулирање мензис и негово заостанување? Се употребува чај од 30 грама нане, 30 грама валеријана, 40 грама камилица, 15 грама цвет од невен. Од оваа смеса 4 супени лажици се попаруваат со 750 мл зовриена вода. Се поклопува и по 30 минути се процедува. Се пие топло неколку пати во текот на денот. Против слабокрвност се пијат 2 до 3 супени лажици сок исцеден од нане во тек на 3 до 4 недели. За тешкотие при говорот, пелтечење 4 до 5 пати на ден да се истрие со лист и сок од нане под јазикот. Против реума
Исти делови нане валеријана се ставаат до 1/3 во шише, а се дополнува догоре со маслиново масло. Се остава лабаво затворено или пак се издупчува целофанот со кој е покриено шишето. Се остава на топло 6 до 8 недели. Се процедува, се чува на ладно и темно место. Со ова масло се мачкаат болните места. Во 4 литри зовриена вода се покиснуваат 1 килограм нане, а служи за бањи, парење или пак за облоги. Останете во добро здравје и грижете се за себе. И земајте го најдоброто што ви го нуди природата.